потекнувам од семејство кое што може да се каже дека е средна класа. Иако мислам растен сум баш во тие години рани 90-ти кога и средна класа не беше толку средна. И најголем дел од луѓето кои живеат во оваа држава, кои се, како што кажав, наемни работници кои работат за определена надница, така да и јас доаѓам од такво семејство на двајца родители кои имаат 8 часовно работно време и се во наемен однос, а не се газди. Јас доаѓам од работничко семејство кое едно време, подолго време остана без работа. Во 90-тите кога се случуваше процесот на приватизација во Македонија, моите двајца родители останаа без работа. Тоа беше еден мачен период во кој доста детски желби беа скратени, не само мои, туку и на мој цела една генерација. Тоа семејство потоа почна пак полека да бара работа, да се вработува, но условите нови во кои моето семејство пак стана работничко семејство беа многу полоши од претходното време кога имаа работа, а тоа беше пред приватизација. Што е социјална правда? Па генерално социјална правда е принцип или светоглед или идеја дека секој треба да има загарантирани социоекономски, политички и секакви други права и можности. Значи, концептот на социјална правда би можел да го објаснам на два начини. Од реформистичка гледна точка, тоа значи дека прераспределба на богатството од богатите кон посиромашните како би се постигнало едно социјално поправено општество. Социјална правда за мене е општествена вредност која им овозможува на мнозинството на луѓето да живеат прилично добар живот. Таа вредност понатака, законски, преку политики, се предочува во различни регулативи, правила на игра внатре во економијата, но не само во економијата, исто така и во општеството. Борбата за социјална правда е борба за сузбивање, првенствено на класна раслоеност и на сиромаштија и на маргинализација на различни општествени групи и поединци. Значи, од филозофски аспект, прашањето на социјална правда би го дефинирал како општество во кое сите потребите на најголем дел од населението се задоволени, едноставно не постои тоа класно раслојување и таа социјална неправедност. Социјалната правда е принцип кој Македонија ја има внетнето на нејзиниот устав, но кој речиси никогаш не бил водечки принцип во правењето на политика во Македонија од нејзиното осамостување па се до денес. Зошто тука и сега? Тоа е многу битно прашање, ствари кое што можда треба малку повеќе да го дискутираме во јавност, затоа што мислам дека Македонија е баш местото, едно од неколкуте места кај што стварно има потреба од силен левичарски политички субјект и левичарско политичко делување. Лева политичка опција во Македонија би можела денес наједноставни решенија да донесе со кои ќе облажи сиромаштијата во Македонија. Тоа би било отварање нови работни места преку помагање на средни и мали предпријатија, преку некои даночни ограничувања на поголемите монополи во државата кои ги оневозможуваат економијата од страна на малите и средните предпријатија, што би довело до отварање нови работни места, кој е најголемиот проблем во Македонија повеќе од 20 години, и од друга страна би помогнала развивање на различни форми на солидарно вмрежување, солидарно помагање помеѓу граѓаните, кои не се нужно пазарни форми на делување, но на едно општество можат многу да ја помогнат. Па едно левичарско движење, клучна работа која може да ја направи е да работи на класната свест, на подигнувањето на класната свест кај работниците, да шири агитација и пропаганда во насока на сваќање на работничките права и на социјалната правда, на целиот систем кој е заснован на експлоатација, потоа да го предизвикува конзервативизмот на секое поле, да се бори за правата на сите маргинализирани и загрозени заедници. Работнички права! Работнички права! Работнички права! Работнички
имаме на власт една клика од ВМРО ДПМН и ДУИ, која што е нели во коалиција со одреден бизнес естаблишмент, и која што преку контрола на економските ресурси и тотална контрола над државниот апарат успела да обезбеди поддршка и да фекира демократски легитимитет. Значи, главните проблеми според мене во Македонија е тоа што системот е така дизајниран, односно редизајниран во текот на 90-тите, да може одредени клики да имаат комплетна контрола над ресурсите и при тоа да може да ги злоупотребуваат за онаква клиентелистичка контрола на буквално цело општество. Па во моментов оние мејнстрим партии кои што ги имаме, кои што декларираат као левица, се мислам не се левица, jednostavno. Тоа Социјалдемократски сојуз на Македонија, тоа е партија која што во 90-тите изврши најдубиозни приватизации и го започна да го редизајнира моделот онаков клиентелистички модел кој што имаме денес. Не сум дел од ниедна така наречена лева партија моментално, бидејќи сметам дека тие дури ни номинално не се леви. Има во Македонија, не знам, номинално социјалдемократски партии кои повеќе се лево-либерални партии, кои не се ни лев центар, туку се центар. Политички лева партија мора да има јасни економски принципи кои се разликуваат од мејнстрим економскиот менталитет кој владее во Европа. Таква политичка партија немаме и токму затоа не гледам некоја приближност помеѓу моите политички вредности и постоечките политички платформи на политичките партии во Македонија. Социјалистичка партија на Дзинго, кој што е исто еден од олигарсите од 90-тите и кој што поставовите не е ништо поразличен нели од неговиот коалициски партнер, уопште не доаѓа у предвид како левичарска опција. Не знам, Титови леви сили е тотално изгубена у времето партија. Има номинално демократско-социјалистичка партија во коалиција со ВМРО ДПМН, со демохристијанска и конзервативна партија, така да во тие субјекти еден автентичен левичар, еден марксист не би се пронашол во никој случај. Има уште се зборат концепти како социјалдемократија, социјализам, Титова левица и слично, меѓутоа тоа е тотално разведено од секаква искрена левичарска идеја. Левиот политички спектар во Европа е доста дифузен и дисперзиран. Една од партиите која направи најголем исчекор и успех беше коалицијата на радикалната левица во Грција, Сириза, која на еден начин тој прв чекор, која стапија во власт, одигра многу добра улога за левицата во Европа, бидејќи сега левицата веќе има една реална референца дека левите радикални, понерадикални партии можат да дојдат до власт и можат да управуваат со една земја. И се очекуваше од Сириза премногу, а се доби многу малку, во смисла на Сириза е референтна точка за левицата на Балканот, па и во Европа можеби, особено ова ќе се одрази на балканската левица, може да се одрази негативно, бидејќи сите идни обиди за создавање на нешто посериозно имат опасноста да бидат жигосувани како и Сириза тргне на тој начин, па видовме како заврши и во старт тука левицата на Балканот ја има борбата за докажување дека ние веќе не сме како нив и да се бара некоја нова референтна точка, дали на Балканот, дали во Европа, која е полева и порадикална од Сириза. Мислам дека најдоброто решение за Сириза би било кога се соочија со уцената од страна на европските банкарско-политички елити, да поднесат оставка и да се вратат кај народот и да продолжат да го градат нивниот проект за поправедни економски и социјални политики во Грција. Во моментов постои страв дека Сириза ќе продолжи да се реформира во патот на кој се реформира ПАСОК. Моментално, кога веќе се погазија базичните принципи на борба против мерките за штедење, моментално моето мислење за Сириза е многу повеќе негативно отколку позитивно, бидејќи со нивното однесување не се ништо поинакви од досегашните партии на естаблишментот ПАСОК и Неа демократи. Колку и да Сириза не потврдеше, таа партија сама во Грција во контекст на такви економски и финансиски
односи и врски со Европската унија, не може сама ништо да направи ако внатре во Европската унија не се оформи блок на сериозни моćни леви политички партии кои ќе се спротивстават на сегашниот доминантен економски менталитет на Меркел и на конгломератот на банки од Германија. Права! Работнички права! 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 Работнички права! 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 Работнички права! 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 Работнички права! 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 Народот за кравете! Народот за кравете!